Председателката Гордана Силјановска-Давкова во Севилја се сретна со шпанскиот премиер Педро Санчес, каде што разговараа за македонските евроинтеграции и важноста од соодветно вреднување на направените компромиси. Таа нагласи дека зачленувањето на земјата во ЕУ е од заеднички интерес и порача дека билатералните прашања не треба да бидат пречка во процесот. Силјановска-Давкова истакна дека Шпанија е значаен партнер во НАТО, Организацијата на Обединетите нации и ОБСЕ и изрази благодарност за досегашната поддршка за македонските европски аспирации. Таа посочи дека регионот географски и културно припаѓа на ЕУ и побара да се одржи кредибилитетот на политиката на проширување. Премиерот Санчес го потврди интересот на Шпанија за продлабочување на економската соработка со Македонија, особено во туризмот, земјоделието, инфраструктурата, енергетиката, соларната енергија и управувањето со водните ресурси. Двајцата соговорници се согласија за потребата соодветно да се одбележи учеството на македонските борци во шпанската граѓанска војна како заеднички дел од историското паметење. Од следната учебна година учениците во основните училишта во Македонија ќе добиваат електронски наместо печатени свидетелства. Министерката за образование Весна Јаневска објасни дека ова ќе се реализира преку постојниот систем Едневник, откако населението ќе биде доволно информирано и подготвено за новиот дигитален процес. Таа нагласи дека свидетелствата во хартиена форма се повеќе символична потврда за успехот, но со електронската верзија целата постапка за уписи во средни училишта и факултети ќе биде полесна и побрза. Измената не се спроведува веднаш поради недоволна опрема и интернет во руралните средини, но се очекува најголем дел од учениците да бидат опфатени веќе следната година. Израелскиот министер за одбрана Израел Кац изјави дека завршницата на војната во појасот Газа е близу, иако секојдневно бројот на жртви останува висок. Тој потврди дека операцијата е при крај, само една недела по краткиот конфликт меѓу Израел и Иран. Кац ги повтори клучните цели: ослободување на сите заложници и пораз на Хамас. Оптимизмот го поддржа и американскиот председател Доналд Трамп, кој најави можен прекин на огнот, но не прецизираше детали за тоа врз што се темели прогнозата. Сепак, на теренот состојбата останува трагична. Палестински извори пренесуваат дека вчера во Газа бил уште еден крвав ден со најмалку 100 жртви дневно. Во градот Газа, според податоците на болницата Шифа, најмалку 34 лица загинале откако израелски напад погодил кафуле на шеталиштето, тврдат очевидци. Северна Италија е погодена од силно невреме кое однесе најмалку 2 човечки животи. Во Торино, 70 годишен маж се удави откако поплава го однела неговото возило во Бардонекија, додека во Болоња 47 годишен работник починал на градилиште, најверојатно поради лошите временски услови. Министерството за цивилна заштита издаде црвен метеоаларм за 18 градови, а Емилија Ромања, Ломбардија и Венето се под жолто предупредување. Во Бардонекија реката Фрезис се излеа од коритото, а околу 150 деца од летни кампови беа евакуирани во спортска сала. Градоначалничката Кјара Росети ги повика граѓаните да останат дома и да не користат возила. Затворен е автопатот А32 Торино-Бардонекија и неколку локални патишта. Во долината Аоста пороен дожд предизвика свлечиште, но нема повредени, а евакуирани се патници од заробено возило. Во Венето свлечиште зафати дел од Сан Вито ди Кадоре, но без материјална штета. Хотелиерите се надеваат на смирување на времето и нормализирање на туристичката сезона. Американскиот председател Доналд Трамп соопшти дека Израел ја прифатил рамката за 60-дневен прекин на огнот во појасот Газа и дека очекува договорот наскоро да биде финализиран. Најавата доаѓа по посетата на израелска делегација во Вашингтон и пред планираниот состанок со премиерот Бенјамин Нетањаху следната недела. Нетањаху сака договор, можам да ви потврдам дека сака и верувам дека ќе го постигнеме, изјави Трамп преку објава на социјалните мрежи, додавајќи дека Израел веќе го прифатил предлогот на посредниците. Се очекува и Хамас да даде позитивен одговор во наредните денови, што би значило голем чекор кон прекин на долгите непријателства кои предизвикаа сериозни хуманитарни последици. Доколку се финализира, ова би бил прв значаен напредок кон трајно смирување на ситуацијата во Газа по месеците на жестоки судири и голем број цивилни жртви.